Враќање на парите кај граѓаните, економски развој на земјата, институции во служба на граѓаните и добри односи со соседните земји се принципите кои ја водеа владата на СДСМ во првите 100 дена, истакна на денешната пресконференција премиерот Зоран Заев. Според него владата имала предизвик да направи ребаланс на буџетот и нивна задача била да ги лоцираат непродуктивните трошоци и да најдат начин парите да ги пренасочат кон граѓаните. Пред 100 дена почна акцијата за враќање на парите кај граѓаните. Оваа влада уште на стартот на нејзиното работење се соочи со големиот предизвик да направи ребаланс на буџетот, во чие креирање таа не учествуваше. Наша задача беше да ги лоцираме предвидените непродуктивни, нерационални, непотребни трошоци и да најдеме основа парите предвидени за недомакински трошоци да ги пренасочиме кон потребите кон граѓаните и кон компаниите. Заев порачи дека со планот 369 Македонија се нашла на брза трака во евроинтеграциите и станала земја која оди цврсто кон ЕУ и НАТО. Договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија според Заев покажал дека со политичка волја може да се решат многу прашања. Во спорот со името, според Заев, има поголеми перспективи и е направен исчекор, при што очекува нови решенија од медијаторот Метју Нимиц, а потоа заедно со опозицијата ќе пристапат кон решавање на проблемот, а прашањето ќе биде ставено на референдум. Во однос на предлог законот за јазиците, тој посочи дека тоа е последното отворено прашање од рамковниот договор, но и дека и понатаму треба да се води грижа за еднаква застапеност на заедниците. Заев порачи дека предлог законот е со европско знаменце, бидејќи е дел од планот 369, а и во согласно со европските закони.